Јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Во Лигата на фудбалските шампиони вечерва ќе се одиграат уште два реванш дуела од осмина финалето. Само формално ќе биде средбата во Мадрид, каде Реал со предност од 6-1 по првиот дуел го пречекува германски Шалке. Многу поneизвестно се очекува да биде на Стенфорд Бридж во Лондон на надпреварот помеѓу Челси и Галатасарај. Првиот дуел одигран во Истанбул заврши без победник 1-1. Пласман меѓу најдобрите 8 веќе изборија Бајер Мюнхен, Барселона, Атлетико Мадрид и Парис Сен-Жермен. Последните четвртфиналисти во елитното надпреварување ќе ги дознаеме утре вечер по завршувањето на средбите Манчестер Юнајтед Олимпијакос и Борусија Дортмунд Зенит. Андре Вилјаш-Боаш и официјално е нов тренер на Зенит од Сент Петерсбург, со кој потпиша 2-годишен договор. Вилјаш-Боаш го наследи на клупата Лучијано Спалети, кој доби отказ по слабите резултати во последно време. Официјалната презентација како нов тренер на Зенит, Вилјаш-Боаш ќе ја има на 20 март во четврток. Неговиот договор стапува на сила од март 2014 и е со траење од 2 години. Португалецот од декември минатата година беше без ангажман откако заработи отказ во Тотенхем. Претходно тој кусо ги водеше екипите на Академика, Порто и Челси. Централниот борд на ФИБА одлучи Европското првенство во кошарка да се одржува на секои 4, а не како досега на секои 2 години. Оваа промена ќе стапи во сила од 2017 година. Исто така, наместо досегашната пракса светскиот шампионат да се игра во парните години, кога на програмата не се Олимписките игри, почнувајќи од 2019 година ќе се одржува на секоја втора непарна година, а бројот на учесници ќе биде зголемен од 24 на 32 селекции. Квалификациите за светскиот шампионат во 2019 година ќе се играат во ноември 2017 година, јуни, септември и ноември 2018 година и февруари 2019 година. Во Инбир лигата синоќа се одиграа 7 средби каде домашните тимови победија на 5. Атланта се чини конечно се врати во ритам. Доказ за тоа беше нивната победа во Шарлот, каде тие славија со 97-83 благодарение на одличното второ полувреме. Важна улога во четвртиот триумф поред на јастребите одигра и Перо Антич, кој средбата ја заврши со дабл-дабл учинок од 11 поени и 10 скокови за 27 минути на паркетот. Пол Милсап со 28 поени беше лидер. Кемба Вокер со 20 поени беше најефикасен кај Бобкетси. Во Индијанаполис Пейсерси ја остварија 50-та победа сезонова, солдувајќи ги со 16-ките со 99-90. Пол Џорџ постигна 23 поени за Индијана, додека најефикасен кај гостите од Филаделфија, кои го доживеа рекордниот 21 пораз поред, беше Тадиус Јанг со 24 коша. Серијата од 11 победи поред на Лос Анџелес Клиперс синоќа ја прекинаа тимот на Денвер, каде домашните Нагетси славеа со 110-100. J.J. Хиксон со 21 поени и 11 скокови од клупата ги предводеше Нагетси, а Кенет Фарид имаше 18 поени и 16 скока. Крис Пол со 29 поени беше најефикасен кај гостите од Лос Анџелес. За вечера предвидени се 5 надпревари. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓеровски Томислав, тренер на кошаркарски клуб Томас од Тетово. За успешна реализација, честитки на МТМ лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарскиот клуб Работнички. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.